Здраво, Македонија, добре дојдовте во уште едно летно и топло издание на Листа за 300. Нашите надпреварувачи се подготвени за да ја финишираме, запечатиме и завршиме оваа сезона. А секако најдобро ќе ја завршиме и запечатиме преку 2 лицитации и секако соочување со листата и освојување на убава парична награда. Но кој од овие два надпреварувачки пара ќе успее да го направи тоа, ќе дознаеме во продолжение. Но прво, да ги запознаеме победниците, односно да ги повикаме победниците од минатото издание на нашиот квиз, односно денешните домакини Мими и Мартин. Повелете. Здраво, Марче. Здраво, Мартин. Здраво. Добре дојдовте по трет пат во Листа за 300. До сега успеавте да ми земете 250 евра. Денеска имаме шанса да запечатиме оваа сезона 2025 со уште една убава парична награда. Но имаме повторно време, да. Да, имаме повторно сега предизвикувачи. Ќе мори нив да ги поминеме. Дополнително на сето, тој жешко, топло. Блајбор, премногу жешко е. Одиме после ова на одмор. Договорено, со парите што ги освоивте, ќе си одите вие на одмор. Ја ќе одам некаде на одмор. Само мене кој ќе ми даде пари. Ти позајмите. Ќе позајмите, да. Од освоените пари тога, така е. Мартин и Мими, дали сте подготвени за денешното издание на Листа за 300? Да. Да не сакате да додадете нешто? Не, што заборави фамилија Кебаковски на мојата мајка. Голем поздрав до нив. Да, најголем поздрав до нив. Да не ги заборавиме никако. Другите си ги поздравив, нели? Супер. Каралиовски. Поздрав до Давид Коцев до Загреб. Голем поздрав и од мене до нив. А сега, ако сте подготвени, да влеземе во вас веќе добро познатата кабина, домакинската. Повелете. А секако тука во нашето студио се и нивните противници, односно предизвикувачите за денеска, без кои што ќе не можевме да продолжиме понатаму. Па, да не должам повеќе, да ги запознаеме Марко и Петар. Повелете. Марко, здраво. Петар, здраво. Како сте? Супер. Одлично. Расположени за игра денеска? Ако не се лажам, прва сте во Листа за 300. прва Така. си, да. Кажете ми, колку години? 18. 18. Дали сега завршиме средно нешто? Да. Сега завршим. Честитки, да ви се множат успесите понатаму во животот. Да имате убаво лето, мене и не сгрешија тоа кога ми кажа, кога бев фактички кога правев трансфер нели средно факултет, дека тоа е најубавото и најдолгото лето. И се испостави дека беа во право, никогаш нема да го заборавам, за секогаш го памтам. И за жал никогаш нема да се повтори пак. Не е важно. Марче, да те запознаеме на брзинка. Кој си, како си, од каде доаѓаш? Марко Петровски, 18 години, роден во Скопје, израснат во Скопје. Што заврши, каде заврши уствари? Електротехничка струга Михајло Пуп. Супер, планираш натаму да го продолжиш твоето Да, образование? Супер, одлично, не те прашувам каде, да не е баксузирано. Така, Петар? И јас, Петар Ладовски, од Скопје, 18 години, а завршив во Орце Николов, сега 4-та година и планирам да се запишам на економски. Супер, значи малце ке... Да, малце ќе сменим. Да смениме, ако супер. И на двајцата ете, ви посакувам многу среќа. Дали имате трема можеби денеска или не? Не. Супер. Не, како да ви кажам, сконцентрирајте се само на темата, слушајте која тема се задава и ако нешто не е јасно за тоа, прашувајте. За друго ништо не се замарајте, бидете само сконцентрирани на тоа што треба да го направите во моментот. Да не сакате да поздравите некого? Сакаме да ги поздравиме Мелани и Антонела, кои што не пријавија на самата емисија. Така, Мелани Антонела, ти благодарам и јас од моје име и од името на сите тука Листа за 300 што ги пријави. Ќе биде интересно. Значи, ако освоите пари, дел од парите ода за нив, така? Ќе видиме. Кога се парите упрашање, може би не. Да. Марко и Петар, да не ве деконцентрирам, почувате како предизвикувачи, да видиме до каде ќе стигнете. Повелете во предизвикувачката кабина. Мими, Мартин, односно Марко и Петар се во нивните надпреварувачки кабини. Сега ајде сите заедно да ги провериме дали функционираат како што треба, за да немаме никакви пречки во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Марко и Петар, дали се слушаме? Се слушаме. Да, се слушаме. Јас не ве слушам.
Сега ве слушам. Немаме никакви пречки, така јасно ме слушате како што треба. Да. Во ред. Ако имаме некаков технички проблем понатаму, да чукнете, отворете, викнете, кажете, за се да биде како што треба. Уште една, со среќа, сега ќе исклучим и вашата кабина, за да си помуаветам со Мими и Мартин, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично. Како што реков, трет пат веќе тука. Трет пат поминувате низ истово, па сега ја треба вас да почнам да ве прашувам дали е се во ред, дали може да продолжиме понатаму. Одлично. Мими и Мартин, со среќа во продолжение, нека победи подобриот. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи сега е време за првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи: машки имиња, во кои втората буква е буквата Р. Бараме машки имиња, во кои втората буква од името е буквата Р, како Раде. Имињата треба да ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жители. Ќе ви дадам пример, еве, доколку баравме женски имиња, каде втората буква е буквата Р, Кристина, Христина, ќе беа точни одговори. Сега, да не ве збунам, бараме машки имиња каде втората буква е буквата Р. Мими и Мартин, дали ни е јасна темата? Да. Супер. Марко и Петар, дали ни е јасна темата? Да. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Таа улога денеска им припадна на Марко и Петар. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домаќините, а Марко и Петар, кога ќе имате понуда, кажете ни. 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 12. 12. 14. 14. Не, нека кажуваат. Како? Нека кажат 14. Да кажат, 14 за мене сегаш се што е по 20 е малце надавање, ама па и многу пати до сега, да не речам, во 4 од 5 ситуации сум промашил кога сум рекол дека се малце, сега се испоставило дека се повеќе од доволно. Сега, останува да се надеваме дека Мими и Мартин ќе направат некој кис, односно дека нема да им текнат, нели, машки имиња каде втората буква е буквата Р. Но, Мими и Мартин некако подготвено ме гледаат, спремни за предизвикот, бараме машки имиња каде втората буква е буквата Р. Имаме 14 празни полиња, што значи ни требаат 14 машки имиња. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Крста. Крсте. Крсте прв точен одговор. Круме. Круме. Да. Поздрав до мојот роднина Круме. Поздрави од мене до него. Дичевски, да. И Круме е точен одговор. Драгомир. Драгомир. Да. Драгомир. Трет точен одговор. Драган. Драган. Така е. Драганче. Драганче. Имаше брат ми школски другар во средна, баш Драганче му беше крстено име. Драганче. Така е, точен одговор. Бранко. Бранко. Голем поздрав до двајцата бранковци кои што ги знам. Така е. Бранимир. Бранимир. Така е. Бранислав. Бранислав. Така е. Сретен. Сретен. Точен одговор. Среќко. 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 Така е. Трајан. Трајан. И уште 3. Трајко. Трајко.
Така е. Трајче. Трајче. И кој ќе биде последното име? Момент. Освен Круме, има и Крумислав. Ја Крумислав Барзов ми текна. Да, Крумислав. Од ваша телевизија со обилите. Крумислав, би одела на Крумислав. Ајде да видиме Крумислав. Крумислав. 24 во Македонија. Браво. Што значи точен одговор? Повеќе од доволно за вас. Мими Мартин, лесна задача ви беше ова. Барем така делуваше, не знам како да кажам, или ма фативте шемата. Во секој случај, честитки за првиот освоен поен. До сега не почнавме вака, а немавме вака почато партија, или почнавме пред некој? Не, ја мислам дека нема. Првата со нагаѓање да почнеме не. Да, така, браво си и супер. Малце на поинаков начин почнавме денеска и тоа Сушност не, позитивно. имавме, ама нема вeze. Не, ама позитивно сега го отворивте во ваша полза. Нема врз. Така е, да не навлегува, не е важно. Стварно. Марко и Петар, малце похрабро во продолжение. Не се плашете да надавате, ја пак ќе кажам, еве и другите слушаат, понекогаш нели едните и другите, кога не знаете голем број на одговори и сметате дека до 10, 12, 13, не се откажувајте луѓе. Играјте со цел да го наместите другиот. Ако ве наместат они вас да одговарате, жал ми е, тоа е тоа. Ова беше еден најдобронамерен совет и кон едните и кон другите, се со цел да си имаат поквалитетна игра. Не е ништо готово, имам уште една лицитација, похрабро и сконцентрирано во продолжение и се може за миг да се промени. А сега да ги прочитаме и оние машки имиња, каде втората буква е буквата Р, кои што може да ги кажат нашите надпреварувачи, но нема потреба. Тука ги имаме Арбен, Аритон, Арсен, Арсений, Бране, потоа Бранче, Врбица, Градимир, Гроздан, Груица, Грујо, потоа Ернес, Ерол, Красимир, Кристијан, нашиот премиер Христијан, Трипун, Тривко, Трифун, Трендафил и така натаму. А сега, драги гледачи, време е за второто надавање, односно втората лицитација. Мими и Мартин имаат предност од 1 поен, што значи се со една нога поблиску до позицијата за да се соочат со нашата тема од листата. Марко и Петар имаат малце потешка задача, доколку успеа да победат во оваа лицитација, ќе го бараат својот спас на пеналите. Па затоа, едва чекам да видам што ќе се случи во продолжение, да не должам да прочитаме и втората тема. А втората тема гласи: главни градови на држави од Африка и целиот континент Америка. Бараме имиња на главни градови на суверени признати држави од Обединетите нации, од Африка и од цела Америка, односно од Јужна, понашто нарекуваме Средна и Северна Америка. Имињата на главните градови ги бараме во наша транскрипција. Ги бараме главните градови, а не седиштата на влада. Бидете внимателни. Ако некоја држава има повеќе од еден главен град, ги признаваме сите. Има и такви држави, за тие што не сте знаеле, кои што имаат по 2, па и 3 главни града. Мими и Мартин, дали ни е јасна темата? Јасно. Одлично. Марко и Петар, дали ни е јасна темата? Да. Супер. При второто надавање, први започнуваат да лицитираат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација се наоѓаат Петар и Марко. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Мими и Петар, а на Мими и Мартин се извинувам. А Марко и Петар, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 10. Извини? 10. 10. Започнуваме со 10. 10, Да. 11, 11. 12. 12. Ајде га погаѓаат, Марче. Да погаѓаат? Да. Вие решивте да им вратите онака лабаво и нив. Добро. Имаме 12 празни полиња, другарче. Не се многу. Мислам дека малце го прочитаме низ Африка и Америка, дека можеме и поволен резултат извадиме на сето ова. Марко и Петар, кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Јас уште еднаш ќе напоменам, значи имаме главни градови од Африка и од цела Америка, не само Соединетите американски држави, значи Северна, Јужна и она Средна, нели, Америка.
Кога ќе бидете подготвени, започнете. Вашингтон. Вашингтон. Така е, главниот град на Соединетите Американски држави. Потоа, Мексико Сити. Мексико Сити. Главниот град на Мексико. Потоа, Отава. Отава, да, на Канада. Така е. Тунис. Тунис. Така е. Алжир. Алжир. Така е. Буенос Айрес. Буенос Айрес. Така е. Кингстон. Кингстон. Така е. Поминавме пола, ни остануваат уште 5. Каиро. Каиро. Така е. Уште 4. Можете да се зборите слободно, бре. Мислам онака гласно да полесно ќе ви оди мисли. Кажете, што? Панама Сити. Панама Сити. Панама Сити точен одговор. Уште 3. Ако е, брат? Пробајте со некој се. Дека вага ќе треба да почнам да бројам, другарчиња. Бразилија. Бразилија. Подечкање, влечење, борење за Бразилија. 10 точен одговор. Ми засадивте веќе. Се сесна таа работа. Марко Петар, уште 30 секунди ќе морам да почнам да бројам, другарчиња. Кейптаун. Кейптаун. Чекај само момент. Кейптаун. Точен одговор, тоа е еден од трите главни градови. Ги има уште 2. Ако Не кажеме кажам еден намерно од тие- државата, да не ме подсета за тоа. Ако кажеме еден од тие главни градови да. се рачун, Се рачуна, да. Мислам се рачуна и Кейптаун. Точен одговор, имате уште еден да кажете. Ајде, уште едно е. Да бевте за пари, сега ќе ви асоцирав, одма ќе погодевте. Ама... Жал ми е. Марко и Петар, морам да почнам да бројам. 10, 9, 8, Јакарта. 7. Јакарта.
Чекај да видиме, ама... Све супер, само што го промашивме континентот во Азија, отидовме. Иначе, ќе беше точен. Штета. Душа ме боли вака на последно кога ќе зезнеме работата. И нас. Знам дека вас сигурно и поише ме боли, да сега да бидеме искрени и реални, нели? Ој, Марки Петар, супер бевте. Има секој ќе ви прочитам тука многу звучи имиња, ќе ви биде криво, што не ви тектале, ама тоа е што е, знам како е да си во ваква ситуација. Посебно неискуството исто си го прави своето. Верувате, следниот пат кога ќе дојдете, поинаку ќе размислувате, поинаку ќе се однесувате и поинаку ќе одговарате на зададените теми, дека како во све во животот, така и тука искуството си го прави своето. Јас искрено се надевам дека нема ова да ве одвлечат за понатаму да не се пријавувате, туку дека баш напротив ќе биде потик, бевте на чекор, на пенали, па можеби таму ќе иземевте победата, но сега тоа е што е. Ве чекам повторно од септември да се дружиме во новата сезона, да поставиме нови стандарди на знаење и секако за наградување. Договорени? Фала ви уште еднаш што се пријавивте, од кога сум сакал да имам млади момци и девојки како учесници тука надпреварувачи во листа за 300. Искрено се надевам дека вие ќе бидете едните од тие кои што ќе повлечат работата за понатаму. Фала ви и се гледаме следна прилика обавезно. Фала ви на вас. Ова е на вас. Мими и Мартин, Да. добро изиграно, успеавте тука да осетите кога можеби по вас, можеби по ни видовте реакција, не знам, нема да навлегувам од тоа, но како и да е се испостави како точна одлуката и ете, кикс на вашите противници и повторно ќе се дружиме на главната сцена со шанса да освоите парична награда. Но пред да ги повикам Мими и Мартин тука кај мене да ги прочитам уште дел од оние градови на држави од Африка и целиот континент Америка, тука ги имаме Абуџа, Адис Абеба, потоа Бисао, Бразавил, ова се читам во Африка градови, се извинувам. Бразавил, Викторија, Дакар, Каиро, Кампала, Картум, Кигали, Киншаса, Луанда, Лусака, потоа Најроби, Порто Ново, а останатите два града на Јужноафриканска република покрај Кейптаун се и Преторија и Бломфонтейн, потоа Рабат, Триполи, Хараре, Џибути, па одиме од Америка, тука ги имаме Асунсион, Богота, потоа Каракас, Кито, Лима, Манагва, Монтевидео, Сан Салвадор, Сукре, Хавана и така натаму. А сега, време е Мими и Мартин да ми се придружат на главната сцена, да ги соочиме со денешната тема и да видиме дали и колкава парична награда ќе освојат. Затоа, драги гледачи, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Мартин и Мими ми се придружија тука на главната сцена повторно, по трет пат. Да не заборавиме, досега успеа да ни земат 250 евра. Денеска има многу интересна тема, што искрено се надевам само ќе допринесе на тоа да зголемат финансиската награда, односно финансиското салдо кое што го остваривте тука во нашиот квиз. Какви зборови паднаа, спремен сум за вести спикер да бидам, нели? Мими Мартин, како што реков, темата е подготвена, но мораме традиционално, ако сакате, или според правилата, да прошетаме и по нашата листа, да се подсетиме таму како стојат работите. Да, се. Нашата прекрасна листа која што носи толку многу пари е составена од 15 празни полиња. Доколку вие ми дадете одговор на 3, добивате 50 евра. За 6 се одговори добивате 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со сума што бркаме цело време 300 евра. Искрено се надевам дека денеска ќе го оствариме тоа. Имам многу интересна тема, како што реков тука. Македонија веќе долги години од своето осамостојување сака да стане членка во истата таа организација Унија, да се дружиме со останатите членки, да лапаме пари од нив и така натаму. И полесно да бегаат сите млади од нашава држава. Шега на страна. Искрено, имаме тема која што е поврзана со сонот на Македонија да завлез во Европската Унија, па да се подсетиме кои се таму и во чие друштво сакаме да влеземе. Што значи? Денешната тема на која што го тестираме нашето знаење, драги гледачи, гласи држави членки на Европската Унија. Бараме имиња на држави кои се полноправни членки на Европската Унија. Кратко и јасно. Епа, Марко, не знам дали имало ова некој да го каже до сега, а мислам дека сите 300 евра од сега ќе те ги земам. Да, едве чекам. Ајде, да почнеме да ги зимаме.
Да почнеме од овие што ни се соседни поише. Хрватска. Хрватска. Прв точен одговор. Словенија. Словенија. Убави се падна и на Хрватија, словенците да бидат без проблеми си влегои они во Европска унија. Унгарија. Унгарија за 50 евра. И Унгарија е точен одговор за 50 евра. Честитки. Фала ви. Австрија, Чешка. Добро. Словачка. Словачка. Така е. Австрија. Австрија. Така е. Чешка. Чешка. И тоа е точен одговор. И стигнаме до 100 евра, лабаво. Бам, браво. Браво, сме честитки. Фала. Германија. Германија. Јазикот на мајка ми. Да. Така е точен одговор. Соседите нивни, Франција, мојот јазик што учам. Да, француски учиш? Француски, да. Уи. Très bien. И Така е. Италија. И Италија. И да напоменам, само вие три се едно од основачите на Европската унија. Така е, и 150 евра, да можев да дадам плюс бонус пари за вакви информации ќе давам. Ама немам пари. Па сега, Ми се потроши. вака сега. Велика Британија кажа чао чао. Значи таму. Она ги опи. Значи идеме Шпанија, Португалија. Може ми и Бугарија. Да, се, но идам на постсигурни пари. Ки кажа ти? Кажи ми кој мислиш. Полска, Добро. Шпанија, Португалија. Може. Само така. Шпанија. Шпанија. Шпанија 10 точен одговор. Кои други ги мислеше сега пред малку? Кои ги Што се само во Европска унија, пример, не мора да се во Шенген зона. Да, само членките, сите членки во Европска унија, не оние што се во Шенген зона. Добро, значи само во ЕУ. Да. Бугарија, Бугарија, нашиот драг сосед. да, кој што не ни дава да влеземе во ова друштво. Така е точен одговор. Се. Не мешаме политика со, нели, човечки односи. Инаку само да напоменам за Бугарија, сега ќе влезе во еврозоната и тие ќе го прифатат еврото, така слушам. Да. Влегува во Шенген веќе, ако не се лажам. Не, во Шенген влегува, сега и во еврозона. Тие се цел пакет. Романија. И Романија. Нема што да проверувам. Романија за 200 евра, точен одговор. Што правиме сега? Мрден, Уште три. уште 3. Рај да размислете. Хај, одиме Ајде. Грција. Грција. Другите драги соседи. Другите, драги соседи, таман мислиме со нив решивме проблемот, се појавија другите. Па ќе се појават и други после тоа и тоа ни е судбината, нема везе. Грција, 13 точен одговор. Еса. Кажи Полска секако. Полска. Полска. Предпоследен точен одговор за Мими Мартин. И кој ќе биде последниот? Сега, Македонија. значи, во иднина
Да. Најверојатно, ама не мислам дека ни треба, ама не навлегувам во тоа. Да, не навлегуваме, да, во такви дискусии нема потреба. Да, Полска е со Урсула и Сашка Мијаковски би ги поздравила. Да, сега да има пријатели, види ми, браво. Тие Одлично. комши од Железара ми беа. Супер. Белгија го има седиште. Ајде, кажи што кажеш. Леле, вака, значи, Кажи ја таа. мора да, значи, ова ако гутнеме, значи мора таа да е членка, бидејќи Ајде, седиштето добро, на кажи. ЕУ, како што знаме таа, Кажи. Белгија. Белгија. Белгија само го позајмува својот главен град за седиштето. Се зесна. Не мисли таква работа, немаш. Немај. Морам малце да го чепнам, сега ќе ми извини. Се фудар ми Но ова не е последна емисија за оваа сезона. Како што можете да видите, ова е последен одговор за 300 евра. Па нема така лесно да ги земете, но како и да е, Мартин и Мими, со здравје да си ги трошите парите, да имате прекрасно лето. 300 евра се ваши, зашто Белгија е точен одговор. Сите да си имаат убаво лето. Да, кажете ми Широм сега за крај. Македонија и широм светот. Македонци сите. Ти благодари ме, Сите Мими. народи, значи целиот свет. Сите да си Сите имаат убаво лето. луѓе. Така е. Сега тие во Сонцево. Австралија име зима, ќе морате да си седите на тие ладно. ќе дојдат кај нас. Тие ќе дојдат кај нас, така е. Да, Ние одиме кај нив. Марти, дали имаш план како сега ќе си ги потрошиш овие пари? Дали имаш идеја каде би одел на одмор? Сега мислам, Он има немам појма. уписи, Немаш има појма. матурски Ќе одам- испити и уписи за Нема да има проблем со тоа, очигледно знае, спремен е. продолжување на школување. За Марибор би ги потрошил, зашто сакам таму да студирам и Одлично. другар ми да го посетам во Хрватска, најверојатно. Супер. Ја ти посакувам да ти се остварат овие желби. Уште еднаш имајте прекрасно лето. Со ова, Исто драги и гледачи, вие, ја завршуваме телевизија Сител. сезоната. Ти благодарам. А јас сега да ги прочитам сите оние држави членки на Европска унија кои што со нетрпение не чекаат нас Македонија да им се придружиме. Тука ги имаме Австрија, Белгија, Бугарија, Германија, Грција, Данска, Естонија, Ирска, Италија, Кипар, Летонија, Литванија, Луксембург, Малта, Полска, Португалија, Романија, Словачка, Словенија, Унгарија, Финска, Франција, Холандија, Хрватска, Чешка, Шпанија и Шведска. Драги гледачи, останете ми во добро здравје. Тука ја завршуваме оваа сезона, но секако немојте да ми се секирате и да очајувате веќе од септември таму средина некаде ќе се дружиме повторно со нова сезона на Листа за 300. До тогаш имајте прекрасно лето, останете ми во добро здравје и додека се сунчате, уживате, никако не заборавајте. Ве сага Марко и ве сака телевизија Сител. Се гледаме за некој месец. Чао!